Здраво, драги пријатели, време е за емисијата Се кладиме заедно со мене, Зоран Мишевски, Евротип спортски обложувалници. Од мојата десна страна се наоѓа само шалјата на Зоки, тој не е присутен сега, но ќе го контактираме преку Вибер да ни направи една мала ретроспектива за тоа што се случуваше во текот на претходната недела, кои спортски настани одбележаа претходната недела. Она што јас сакам да го напоменам е тоа дека заврши првата етапа на нашата наградна игра Еврошанса за 100.000 денари. Честитки на добитникот и ви остануваат уште 10 наредни етапи да направите добитен тикет и да си освоите 100.000 денари. Но не заборавајте да извадите Евротип клуб картичката и да ги уплатите вашите тикети преку таа картичка. Зоки не е тука, но затоа ќе го исконтактираме преку Вибер. Тој се наоѓа во Шведска и ќе ни каже нешто повеќе за како тој ја гледа претходната недела, една мала ретроспектива за тоа што се случуваше. Започна Лига на шампиони, одбојкарите растурија. Здраво, Зоки, како си? Супер, сега да слушам добро. После неколку обиди успеавме да се конектираме и да си поразговараме. Како си, кажи ми што се случува таму? Одлично, се е уредно до сега. Супер. Малку ладно, понече дош претходните 2-3 дена, денес е окей, сонце. Ајде да направиме една мала ретроспектива за претходната недела. Кажи ни што ти остави впечаток онака, најмногу вклучувајќи и одбојката. Значи ги растуривме словенците. Дефинитивно оно што го прават нашите одбојкари е за историја, бидејќи ова е прво наше учество, некако немаше некој притисок дека мора нешто да направат, меѓутоа запишаа 2 победи и со тоа влегува во историјата, бидејќи никој ништо не очекуваше луѓе победија последни од себе Кинија за секоја топка, гледам дека нацијата се поистоветува со одбојкарите последните неколку дена и тоа е за пофалба. Самиот капитен Никола Георгиев, кога разговара со него пред некој месец, ми рече чекаме и да не фалангата да не носи, да не пречекаат луѓе, да не подраат. Еве, дојде тој момент, иако имаше многу скептици по оние 3 поraзи на почетокот, сите некако ги опишуваа. Овие момци поминаа многу трнив пат, има сериозни проблеми од одбојкарската федерација, не е така моќна, логистички моќна да им обезбеди најдобри услови. До пред некоја година патуваа секаде низ Европа со автобус, нема авион, нема средства за авион, но стигнаа до една фаза во која што еден месец се подготвуваа на многу спремни ново првенство. Победите не се случајни, значи може многу да очекуваа дека ние ќе ги соволаме финците или турците, меѓутоа ги победивме словенците и белорусите, скоро и да е остварена целта. Треба да ни се чекарите, меѓу не добили 16 се во Европа, тоа е завестник. Така. Почна Лига на шампиони. Лига на шампионите започна со неколку изненадувања. Започна со добар фудбал. Например, Русија имаше начин како да игра против Барселона. Една игра, имаше шанси, имаше пенал. Покажа дека ако се игра многу брзо, многу агресивно, ако лесно се ослободуваат играчите од топката, дека против Барселона може да се игра. Иако мора да потенцира дека Барселона беше далеку од недобрата Барселона, Меси влезе во игра во второто полувреме, Суарес е незалечен. Честитки за тренерот, втор пат поред му верува на 16 годишен фудбалер Ансу Фати, кој што почна во првиот тим 16 години да играш во Барса против. Треба да си прегледа, треба да си супер талент за таква доверба да ви даде тренерот. Мислиш дека Барса треба да е задоволна со Реми. Сигурно не е Интер, кој што дома да игра 0-0 против Славија Прага и се спастуваше, постигна гол во 94-та минута. Тоа е едно од изненадувањата на првото коло. Ми падна некако во очи изјавата на тренерот на Интер Конте, кој што без лака на јазикот рече јас сум видовен, испадна големо магаре и го прегледа на преварот како што не треба да го прегледа, значи сосема кој да го втикна направа од игра Славија. Вели во Италија сите ни се бранат и очекувавме дека и кога ќе играме против ваков постап на Европа и тие ги бранат, да тие така не нападнаа што изгубивме глава и дори да се средиме и веќе водеа. Значи, проблемот на италијанските екипи е тоа што освен Јувентус последните неколку години не се така компетитивни во Европа и често се соочуваат со овој проблем, доминираат во Италија, но кога ќе излезат во Европа имаат сериозни проблеми дури против послаби екипи да го наметнат тоа темпо, таа динамика, таа игра, таа брза игра. Но например Наполи по победи европскиот првак Ливерпул и тоа со свој стил на игра, со кратки пасови, со многу спектакуларни потези. Добро е што нашиот Елмас доби 15 минути против европскиот првак.
тоа треба исто така да се издвои, бидејќи Јелма се многу млад, има 19 години, игра во серија и откако дојде Анчелоти му верува, му дава шанса скоро секој надпревар да гледа против Ливерпул, добива 15 минути и тоа влезе на 0-0, значи кога се кршеше резултатот, не на одлучен резултат и неговото влегување се поклопува со најпозитивниот период на екипата и со победата од 2-0. Сезоната е на сам почеток и биле многу возбудино, предпоставувам дека за големите екипи групната фаза е Митротина, дека ќе поминат осмина финале и Барса и Манчестер Сити, и Михен, и Реал, онда вистинско чистилиште почнува на пролет со осмина финалето, но секогаш има природно да изненадување. Да, дефинитивно. Да. Беше Ајакс, кој ќе биде новиот Ајакс година. Да, супер. Претходната недела јас и ти се кладевме, значи типувавме, не сме многу зафалени, али добро, двата тикети ни пропаднаа. Оваа недела, од кујната Невротип спортски облажувалници ни дадоа нов предизвик. Предизвикот е имаме 4 надпревари, кои ќе се играат викендов, значи на тие надпревари имаме шанса јас и ти да типуваме само со кец, икс или двојка, со конечни типови. Сега ќе ги слушниш и да видам што ти типуваш, што јас и да видиме на кој ќе биде добител. Ајде да видиме. Дали играчите ќе одиграат како ние или пак обратно, па ќе се видат? Да. Ајде ќе видиме. Значи, првиот надпревар е помеѓу Челси и Ливерпул. Што играш? Јас тука ќе запишувам. Добро дерби, Ливерпул има 5-5, непоразен е во премиер лига, сега загуби, но загуби Челси вчера против Валенсија. Тежок надпревар за играње, јас сме в Истанбул пред некој месец кога овие две екипи играа супер куп на Европа. Ливерпул игра да победи Челси по пенали. Челси има многу добар фудбал со новиот тренер, меѓутоа има многу млади фудбалери и некако не се Им треба многу среќа. за да навреме да може да играат со Ливерпул. Но јас типувам дека Ливерпул прв пат ќе загуби голови во премиер лигата и дека нема да победи, надпреварот ќе заврши нерешено. Нерешено, добро. Јас икс, а ти икс велиш, јас одам на двојка. Мислам помеѓу икс, како ама одам на двојка. Одам на двојка на Ливерпул. Ајде да се вратат само со полна парија. Вториот надпревар е помеѓу Лион, ПСЖ. Да, ова е викендна дерби. Гледаме дека во сите лиги играат скоро на дербите. Лион ПСЖ рекавме минатото коло дека има многу повредени фудбалери, дека не е сигурно дали ќе го победи Страсбург и победи со гол во 92 минута, така да мислам дека се вара Пари Сен-Жермен во сезоната, но големите надпревари се посебни мотиви за големите фудбалери, така да јас типувам дека Пари Сен-Жермен ќе победи во Лига, тип 2. Така, значи 2, јас одам икс. Се мислам дека ќе е нерешено, па ќе видиме. Зоки, следниот надпревар кој што ни го дават од Евротип е Милан Интер, градско дерби. Тука што би типувал, што би играл, што би кажал? Миланско дерби, значи треба да гледаме дека во играат овие два тима, нема табела, не е важна форма, не е важно ништо. Тоа е посебен надпревар за градска превост, за доминација во градот на фудбалот, градот на мората. Сум гледал во живо неколку надпревари, спектакуларно е на Сан Сиро. Едно од најцивилните и најмирните дерби средби што се однесува до тифозите, бидејќи во Италија знае да биде и хулигански настроен. Да. Говорим се самонумирано, а дербито во Милано пред надпревар, за време на надпревар, по надпревар гледаш навлечени на двете екипи како заедно се дружат. Стадионот има една посебна акустика, посебна магија, која е полно Сан Сиро, летијаде луѓе. Создава една фантастична атмосфера. Значи баш е слава, овој надпревар е слава, што би се рекло. Славење на фудбалот, баш. Мислам дека ќе заврши нерешено, дека Милан нема да загуби, дури му даваме мала предност, бидејќи имаше една во која што Милан го подготвуваше надпреварот, додека пак Интер вчера играше против Славија, некој ден играше против Славија и се потроши физички и емоционално, така да јас би тупувал на ремис со голови, и со мала предност. Значи X. Добро, јас му давам шанса на Интер. Мислам дека мора да двојка. Му давам шанса, ќе видиме. Мислам што и да се типува на овие надпревари е можно, мислам не е невозможно. За старите играчи на спортска програма класичен трознак некако. Да. И последниот надпревар кој што ги имаме е Севиља Реал Мадрид. Севиља Реал Мадрид интересно што на клубот
Ги знаеш сите маки на Реал. Персоналното коло победи Реал, така да Како за промена не е лошо. некако позитивно по критиките. Ова е многу тежок терен. Во Андалузија против Севиља тоа е многу тежок терен за играње и дури во некои прогнози Реал би бил задоволен со Икс. Бидејќи е тешко да се игра. И бидејќи Реал Мадрид имаше ова едно тешко гостување во Париз против Парис Сен-Жермен, бидејќи и Марсело му се повреди. Така да, јас би типувал еден попрекразлив Реал Мадрид, Реал Мадрид да не загуби во Севиља, мислам дека периодот е завршена решена. Опа, Икс, добро. Јас мислам дека играм против Реал, доволно ме паѓаше претходната сезона, играм против Реал и малку така не... Ќе видиме. Како и да е. Значи имаш од 4 утакмици имаш 3 икса. Значи ова ако влези, ќе имаш супер коефициент. Супер. Добро Соки, фала ти па те очекувам тука во студиото, стиваме и да разговараме и да типуваме. Може се гледаме на финал. Поздрав. Чао. Драги пријатели, ова беше нашето типување, во моментот сигурно се испишани двата тикети на екранот. И се гледаме следната недела. До тогаш не заборавајте да играте на наградната игра Еврошанса за 100.000 денари. Започнува новата етапа, новите 10 дена и новите квоти кои ќе ги поставувате, новите рекорди. Тоа е тоа, се гледаме. Чао!